Досега изгубивме во овие последни 2 години 150 милиони евра, затоа што ја увезовме таа струја, а не ја произведовме дома. Тие пари завршуваат некаде кај тие големи играчи, завршуваат како разлика во цената на електричната енергија по која они ја набавуваат некаде и ја продаваат овде. Логички ли ви е и зошто толку неуспешни енергетски тендери во Македонија? Генерално, значи не само во делот на електрична енергија, ние имаме проблеми со гасовот, ние имаме проблеми со нафтата и така натаму и така натаму. Гледате што се случува со ОКТА, па извоз на нафтени деривати на ОКТА на Косово, па одредени штрајкови тука, гасоводот проблемот, неколку неуспешни тендери, помало производство на струја. Значи најголем дел од аферите што се вртеа во изминатите 3-4 години во државата беа токму во тој сегмент. Видите, ние сега зборуваме за енергетика и не сакам да се добие впечаток дека само енергетиката во една држава е важна. Јас би рекол, објективно говорејќи е најважна. Ако нема енергетика и ако нема енергија, државата практично не може да постои. Затоа и тоа енергетско лоби веројатно најмокно во државата во овој момент. Се сеќавате на оние реченици од типот ако не беше рек Битола 90 и некоја година, Македонија немаше да биде самостојна држава. Ако сега тоа го преведеме на денешен јазик, би рекол ако рек Битол или сличен капацитет не направиме во наредните 5, 10, 15 години, повторно Македонија нема да биде држава. И добро, на кој му одговара да пропаѓаат тие тендери? На луѓето што од позади ги влечат конците во таа енергетика, печелат огромни профити преку тој увоз и извоз на струја? На кого? Нема лесен доказ кому му одговара. На државата сигурно не одговара да пропаѓаат тендери. Луѓето пропаѓаат и тоа не е многу чуден начин. Пропаѓаат од многу причини. Една од првите причини е што се пишуваат тендерските услови од луѓе кои што првпат пишуваат тендер. На крајот ефектот е дека купуваме скапа струја, скапа нафта, скап газ и тоа веројатно ги полни џеповите на одредени луѓе од нафтеното енергетското лоби. Видете, ефектот краткотраен е тако како што вие велите, а долготраен е што навистина ако не направиме сериозен енергетски капацитет во земјава или ако не обезбедиме сериозни енергетски извори во странство, зборувам за нуклеарната електрана Белен или слично, ние навистина ќе дојдеме во сериозен проблем како држава, независно од проблемите што ги имаме на политички план. Дали постои таа голема топ 10 во македонската економија, во која форма денес се јавува, дали е мокно се уште тоа директорско лоби и дали се точни тие шпекулации дека половина од македонската економија и денес се наоѓа во нивните раце? Господине Давидковски, порано постоеше таа голема топ 10 во Република Македонија. Што постои денес, дали постои денес нова топ 10 во менеджерскиот фактор? Не знам дали постои, мислам дека пред се постои успешни и неуспешни луѓе во бизнисот. А во таа топ 10 бе успешни, предпоставувам. Па јас мислам да, обично луѓето се врзуваат најповеќе од интересот да разменуваат искуства, идеи. И пошто е мериме успешноста? Ако го прашам Азевски, вели таа најмногу плаќа данок. Ако ги прашаме граѓаните, ќе речат полом Македонија во нивни раце. Така да што се мери таа успешност? Успешноста се мери, повеќе елементи се битни, не е само резултатите од завршните пресметки и данокот. Постои ли денес голема директорско лоби, господине Давидковски? Мислам дека не. Бидејќи знаете, дел од таа голема десетка, првична да речеме, полека дали во пензија, дали на овој начин замина од животната сцена, денес на некој начин кој да се јавува нова македонска десетка, односно децата на некогашните стари мокни директори. Волко Лујц се случува тоа, кај вас се случува тоа, ја гледаме фершпет префалакција на своите синови. Природно е родителот да остави се на своето дете. Тоа е најприродно. Меѓутоа исто така природно е тој што ќе му се даде доверба, да не ја изигра таа доверба, туку да оправда тоа што му е дадено, да го зачува и да го унапреди. И како таа голема директорска десетка или лоби директорско денес ќе балансира помеѓу финансиската криза и изборите во Македонија, која предпоставам ќе ви се натоварат на врат партиите да им ги финансирате кампањите. Значи јас сакам да повторам дека не сум баш на истата линија, дека постои големата десетка. Мокна ли е таа, господине Давидковски? Па ако има успех во бизнисот, најверојатно ќе биде и мокна и на други полиња. Се мери во десетици, во стотици милиони евра ко капитал или повеќе од 1 милиарда? Тоа сега после големата економска криза ќе видиме како ќе бидат билансите на сите фирми. Да. Колку таа голема бизнис заедница контролира од македонската економија? Според некои проценки мислите повеќе на мала група луѓе кои што контролира голем дел од бизнисот да речеме, или да, точно на тоа мислев, луѓето групирани околу таа стопанска комора порано. Сметам дека стопанската комора која што е предводена од господинот Бранко Азевски има во својата група сериозни, стабилни фирми кои што се уште го носат стопанството на Македонија. Значи некаде повеќе од половина од капиталот е во нивни раце. Да. Вие се чувствувате како крупен капитал? Да речеме вие ко Скопски пазар, вие ко Сашко Давидковски. Јас мислам дека
припаѓаме во групата на средни предпријатија. Многумина велат, Скопски пазар е меѓу 5-10 најмокни фирми во Македонија. Вие велите средна предпријатија, ќе почнем дури да ве жалам. Па немојте толку да не жалите, не сме ние за жалење, ви кажам. Меѓутоа не сме ни за многу фалење. Кој го фала денес во Република Македонија? Да. Тешко поминува денес е работа да не те фалат, ни да те жалат, да те остат на страна. Значи ние нашата стратегија си ја спроведуваме за развој. Гледаме тоа да биде на долгрок. Добро, господин Недојцовски, кога ќе погледнете делото и крупен капитал, кај све не е присутен? Осигурителни компании, банки, спорт, телевизии, политика и така натаму. Има ли место кај што не е присутен тој крупен капитал во Македонија? Дали сте виделе негде во светот ситниот капитал да биде секаде присутен? Дали тоа значи дека крупниот капитал влага во нова фаза, кога не се срами од тие критики дека е мокен и богат и дека всушност без одредени предрасуди ќе ја покажа својата мок и во однос на политиката и во однос на јавноста? Па гледате дека веќе со децении наназад се зборува за глобализација. Глобализацијата е само резултат на окрупнување на големите играчи. Тоа ќе се случи кај нас? Се случува, не да ќе се случи. Значи крупните ќе бидат уште покрупни? Предпоставувам, да. После ова финансиска криза, веројатно со мал број на луѓе ќе ја контролират веројатно македонската економија. За тоа не можам да предвидам, меѓутоа знам дека оние што се од надвор многу поголеми од овие што се тука големи, дефинитивно ќе бидат уште поголеми и ќе надвладеат и на ова поднебие дека. Господин Недојцовски, дали помина златното време на крупниот капитал или мислите дека сепак допрва доаѓа? Ако ги слушате светските политичари, ќе видите дека се случува некоја ренесанса во смисла на тоа каков тип на организација на општествата, значи од економски аспект, моментално се случува. И ќе дојдете во недоумица дали се работи за нов тип на социјализам или за нов тип на капитализам. А во Македонија ќе бидат и двете, веројатно, пошто ние обично мешавини правиме. Ние добро е да преживееме. Вие сте мокен и богат човек? Не, јас сум среќен и скромен човек. Ако до неодамна се велеше дека Данчо Шутурков е лидер на тоа директорско лоби, претходно беше Гаврило Гаврилски, кој е денес лидер на тоа директорско лоби? Штиријанаков, Не би можел да одговорам, мислам дека не може посебна некоја личност да се издвои, секој во својот сегмент е успешен. Ако велите нема топ 10-ка, денес во Република Македонија, дали има мокно директорско лоби барем? Мислам не.